Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, најпрво благодарам за присуството. На граѓаните треба да им е јасно дека тоа што до сега го зборувавме е вистина и се што најавивме практично се случува. Нема ни збор за главните проблеми во државата, на власта и се брза да направи избори, затоа што пари нема, дупката во буџетот е огромна, а понатаму исто така како што најавивме, ќе следи проектот Мигранти за пари. Предупредивме дека има огромна дупка во буџетот, недостасуваат околу 2 милиарди евра. И тоа конкретно. На страна на приходите кусок од 500 милиони евра. Дефицит во буџетот 680 милиони евра. Доспеани и неподмирени обврси кон економски субјекти 700 милиони евра. Поврат на ДДВ помеѓу 100 и 150 милиони евра кои што не се исплатени кон компаниите. Следат нови задолжувања, еврообврзница, нови кредити, сето тоа ќе се пополнува на грбот на народот. Нема пари за раст на платите во 2026 година. Понатаму, во земјоделството, скандалот со ИПАРД се потврди. Кражба на европски пари. Ние сме на црната листа на Европа во дело на земјоделството. Власта нема од каде да надополни дупка од 120 милиони евра, кои што беа субвенција, поддршка за илјадници семејства, кои што се занимаваат и живеат од земјоделството. Понатаму, како што кажавме и како што разобличивме, се случува силна антиевропска кампања. Се провоцираат судири со Грција и со Бугарија, се наметнуваат националистички теми, се измислуваат изговори за земја да се држи во изолација. Ги спомнавме и активностите против нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави. Вице-премиерот на нашата влада, Стоилковиќ, на средба со нокните волци блиски до рускиот претседател Путин. Понатаму, алармираме за огромниот степен на криминал и корупција кој што се случува изминатите години и пол. Фирми блиски на луѓе од ВМРО ДПМН и знам, тендер коалицијата. 161 тендер на една фирма. 51 тендер една фирма во бројни општини каде градоначалници се ВМРО ДПМН. 1,2 милиони евра тендер во пошта. И уште безброј многу други корупцијски скандали кои што ќе ги објавуваме во следниот период. Рековме дека се брзаат и се потребни избори. Зошто баш на Божи, на најголемиот христијански празник имаше потреба да се најавува таква работа. Се што најавивме, се оствари. Ги разоткривме буквално сите планови на оваа власт. Укажавме дека се сузбива демократијата, дека се партизираат институциите, дека се ограничува слободата на говорот, се донесе резолуција во собранието, со која што замислете, како во Третиот рајх се ограничува што може, а што не може да каже опозицијата. И да не биде предоцна, ќе повториме уште еднаш за мигрантите, дека и за тоа сме биле во право. Укинувањето на техничката влада треба да се случи тогаш кога нашето општество ќе биде зрело за тоа. Слободната волја на граѓаните, демократијата и фер избори не се прашања за политички пазар. Затоа неопходни се реформи по европски стандарди, посебно во делот на правосудството. И кога ќе бидат донесени сите реформски закони, онака како што треба, според препораките на оценската мисија, на луѓе експерти од Европската унија, кога сите тие реформи закони не само што ќе се донесат, туку и ќе почнат да се користат, ќе бидат вистински имплементирани во судството, во обвинителството, во полицијата, во дело на правдата. Ете, тоа е моментот кога ние како држава ќе бидеме спремни да се укине техничката влада. И тоа е клучно.
Затоа СДСМ ќе ги поддржи само реформите кои што оваа земја носат на ниво на европските стандарди. ВМРО и ДУИ нека договараат што сакаат, нивната соработка на сите нас ни е многу добро позната. Ние договор можеме да правиме единствено со граѓаните. Ние не сме на пазар. Наша обврска е да вратиме власта во рацете на граѓаните. Благодарам. Дали сметате дека сепак требаше да отидете на лидерската следба затоа што вашето барем не достане техничката влада, очигледно било прифатено барем за наредниот изборен циклус и ќе беше шанса за потврда на вашиот партиски политички легитимитет кој сака да ви го створи? Еве го партискиот и секаков политички легитимитет. Излезе на површина. Ама прашање е како се стигнало до тој партиски и политички легитимитет? Со тоа што се кажува вистината, со тоа што се има искрена волја и желба оваа држава да не е блокирана, како што е сега, со тоа што имаме искрена волја, желба, искрени политики кои што ги предлагаме и подадена рака, која што подадавме уште минатата година на средба која што се случи во владата и од која што не излезе ништо. Јас бев тој кој што прв подаде рака. Се договоривме со премиерот да има сериозна заедничка работа на реформската агенда. Ниту еден закон не се донесе од 12 потребни, само еден на брзина и тоа не целосен како што треба. По препораките на оценската мисија на крајот на годината воочи нова година. Тоа не е вистинска желба за реформи. Така да легитимитетот ние прво го црпиме од граѓаните, а граѓаните го даваат врз основа на тоа што ќе препознаат кој има вистинска желба оваа држава да оди напред, да ги задржиме стратешките правци, да се бориме сериозно и искрено против корупцијата, која што не држи заглавени во место и која што конечно ќе станеме земја членка на Европска унија. Да дополнам. Ако ти е дополнуваме. На ова прашање. Значи, сепак мислите дека направивте искрен чекор што не отидовте и дали е тоа така, не прашувам. И второ, во делот на техничката влада, видите, техничка влада може да свикне само тогаш кога ќе се донесат и ќе се спроведат реформските закони. Ако тоа се случи до крајот на мандатот на оваа влада, дали вие би поддржали укинување на техничката влада? Ево уште еднаш да повторам, затоа што делуме од Временски да го некако прецизираме. Ова со условот со реформските закони е јасно. Временски кога би требало да се укине техничката влада? За следни избори, за тие потоа? Техничката влада е воведена поради аномалии во рамки на функционирањето на држава и општеството кога на власт беше ВМРО-ДПМН претходниот период. Парламентарни избори, после времето на Никола Груевски, ВМРО-ДПМН не организирала после 2016 година. Тогаш беа окупирани институциите, ние сега укажуваме дека исто така. Максимално партизирани. Истото тоа го укажуваме. Полицијата се користеше како репресивен елемент за изборите. Истото се случува сега. Имаме сериозни забелешки за полицијата за овие локални избори кои што поминаа минатата година, злоупотребата во земјоделството. Па има ли поголем доказ од тоа дека се злоупотребуваат фондовите од тоа што се случи со ИПАРД фондовите? Имаме конкретни забелешки за тоа како се злоупотребуваат социјалните служби. Не е случајно тоа што тогаш се воведе како техничка влада во присуство на Европа и Соединетите американски држави како наши стратешки партнери за да се овозможи фер изборен циклус. Истите аномалии со истиот начин на владење како до 2016 година се соочуваме и сега. Услови за укинување на техничката влада едноставно нема поради сите овие работи. Споменавте предвремени избори. Повторно, Мицков пред друга страна, премиерот и денеска посочи дека нема да има предвремени парламентарни избори. Како коментирате? Ние сме спремни да настапиме на избори кога и да се случат. Работа е на премиерот да каже што мисли, да, добро, се сложувам со тоа, меѓутоа Социјалдемократскиот сојуз е спремен за изборен циклус кој што може да следи годинава, следната, па да бидат и редовни избори во 2028 година. Јас сум прилично сигурен, врз основа на се што се случува, врз основа на како катастрофално се води државата, врз основа на тоа што лажните политики на оваа власт се целосно разобличени.
дека избори ќе има предвремени, без разлика дали се годинава, на пролет, на есен, на крај на годинава. Уште едно кратко, само околу Повелете. предвремените избори се извинувам. Ако има предвремени избори или редовни избори, техничката влада остане, дали ќе номинирате министри? Да, секако ќе учествуваме во техничката влада. Благодарам.